Собствениците на куќи што имаат свои дворови, но и оние кои живеат во стамбени објекти, голем дел од нив одгледуваат цвеќиња и прават воодушевувачки цветни аранжмани. Сега сме во период од доцна есен и пред почеток на зимата, кои растенија можат и успеваат да ги преживеат промените од годишните времиња. Како најзастапени цветни растенија во овој период од годината се хризантемите, кои што цветаат од почетокот на есента па се до доцна есен, така што ги садиме на постојани места, претходно подготвени цветни леи, каде што можат да останат во текот на зимата, а зимските мразеви не и представуваат потенцијална опасност, така да во текот на зимниот период надземните делови се сосушуваат, ги кроиме, а подземните делови остануваат се до наредната пролет, кога што си потеруваат нови изданци и така ги спремаме, ги оформуваме се до наредната есен и представува вистинска цветна есенска кралица, која што изобилува со најразлични цветни бои, изобилува од нив правиме најразлични цветни бордури формирани во цветни леи, така што допринесуваме за поубав цветно-декоративен изглед. Покрај есенската кралица хризантемата, доста барани цвеќиња се и љубичиците, тоест виолата, а нејзиниот цвет може да се најде во повеќе бои. Покрај хризантемата како есенска кралица во овој период исто така застапени се и виолата или популарно наречена љубичица или темјанушка, која што исто така во овој период ја садиме од почетокот на есента. Тие се 2 годишни цветиња, ја садиме од почетокот на есента, па цвета негде до средината на летото, зависност од временските услови, но до средината на јули месец, кои што ги садиме во текот на есента, се во текот на зимата не страдаат од ниските температури, подземниот дел во текот на зимата создава длабоки корени, се шири, бокори, така да во текот на пролетта надземниот дел убаво се развива, изфрлаат многобројни цветови во најразлични бои и цветаат од рана пролет па се до средината на летото. Карамфилот е третото растение кое не угинува преку зимата, кој се фокусира кон развивање на добар коренов систем за да се обезбеди со доволна количина на хранливи материи за прехранување во текот на зимата. Исто и диантус, карамфил, што исто така не страда во зимскиот период, може да се сади од почетокот на есента, останува во земја посаден во текот на целата зима, развива добар разгрнат коренов систем и цвета од почетокот на пролетта па се до средината на летото, кога негде почетокот на летото ги одреден дел од цветињата ги заменуваме со нови, тогаш веќе произведени пролетни цветиња и во континуитет можеме да кажеме дека во текот на годината, скоро во сите 12 месеци имаме најразличен вид на цвеќе кое што е адаптирано за најразлични временски услови, најразлични временски периоди. Оние љубители на цвеќе кои што имаат хризантема и се чуваат дома во домашни услови со препорака да не се преместуваат до сегашното место и кроење до 10 сантиметри во висина. Сите љубители на цвеќе кои што во домашни услови имаат посадено хризантема, препорачливо е да не ги вадат од своите постојани места, само во текот на зимскиот период да ги ошишаат на висина од 10 сантими, да ги остават да презимат во зимото, така што тие вообичаено не угинуваат, презимуваат во текот на зимото и рано на пролет исто така изфрлаат нови избојци и растат се во текот на целото лето. Треба неколку пати да се оформуваат, да се шишаат, се до почетокот на август и се оставаат така од септември, почнуваат пак да цветаат и постапката се повторува неколку пати. Долг и чувствителен е целиот процес на добивање растение од семе. Потребна е оптимална температура, заштита од надворешните влијанија, како што е влажноста на самиот воздух, ветер и слично. Најоптимална температура за ртење на есенските семења, пошто ние есенското семе го сееме негде во крајот на јули, почетокот на август, меѓутоа најоптимална температура како за есенските, исто така и за пролетните семења е негде од 17-18 до 22-3 степени во тој диапазон, е така да на таа температура, заштитена од надворешните влијанија, семето најбрзо и најуспешно проратува. Во текот на периодот на ртење
Постојано третираме со најразлични препарати, почнувајќи од најразни фунгициди, потоа во фаза на проратување инсектициди, пак во фаза на пикирање продолжуваме со најразни прихрани и се до фазата на цвет кога ги пресадуваме од на нивните постојани места на отворено и тогаш на отворено исто така следува пак низа следење на нивната состојба со прихрани, со интензивно прскање од најразни инсектициди и така. Така да, од периодот на сеење на семето па се до завршна фаза до прецветување следува еден долг период во кој сигурно многу бројни активности треба да се преземат за да биде успешно и цвеќето и цветниот расад да бидат добри во здрава и витална состојба. Со поголема едукација, слушањето совети од стручни лица за декоративно уредување, вашиот двор или балкон може да има изглед од $1.000.000, на кој многумина од соседите и они кои поминуваат покрај него ќе му подзавидат.